Господине Милошевски, воопшто не е спорно да има лустрација. Лустрација треба да има. И апсолутно сте во право, лустрацијата требаше да се случи многу порано. Спорни се лустраторите, господине Милошевски. Не може да има лустрација со надгласување. Комисијата за верификација на фактите има само една задача. Она што е документ да го верификува тоа е тоа или тоа не е тоа, а не да има надгласување. Господине Милошевски, само наивен, а вие не сте таков, многу добро го знаете. Зошто нашата пратеничка група најжестоко се спротивставува на овој закон? Затоа што овој закон има двојна улога во вашите раце. Политички инструмент за заплашување или расчистување со луѓето што мислат поинаку од власт. Тоа и го користите максимално добро. И допрва тоа ќе се користи. И второто, она погубното, она што ќе го разнебити до крај се уште неоформениот македонски идентитет. Тоа е со овој закон што вие ќе го направите. Да се чепне по светото име на Славко Јаневски. Зашто? Во името на што се направи тоа? Во името дека утре ќе врши некоја друга функција? Има ли некој во вашата партија да отвори и да прочита кој бил Славко Јаневски? Член на МАНУ од нејзиното основање. Член на Друштвото на писателите од неговото основање. Добитник на сите можни награди и признанија и од поранешната сојузна држава и од македонската. Автор со импозантен книжевен опус. Над 70 литературни творби. Што поезија, што проза. Што поезија за деца, што проза за деца. Есеистика. Филмски сценарија. Добитник е 2 пати на Златната арена во Пула за вториот игран филм. Автор е на првиот македонски роман. Свесно или несвесно поставили некој прашање. Што добиваме, што губиме со тоа што ќе го лустрираме како македонска нација, ќе го лустрираме Славко Јаневски. Сакале вие или не сакале, Славко Јаневски е во темелите на идентитетскиот код на македонскиот народ. Ние ја имавме таа несреќа низ историјата. Не можевме од аминта и не знам кога да го создаваме над нашиот код. Почнавме со Самоил, со Свети Климент и дури после Асном, после Втората светска војна. И сега ние имаме ли право да поставиме прашање? Овие луѓе кои се крстат во некаков патриотизам, да не случајно го разнебитуваат она што е основен темел поставен со Асномска Македонија. Имаме ли право ние да го поставиме тоа прашање? Да не овие луѓево тргнале по патеките на Ванчо Михајлов, кој не убедуваше дека сме одродени бугари и треба да се вратиме назад. Имаме ли ние право со тоа што вие го нарекувавте Коневски така како што го нарекувавте? Ќе правевте ревизија на се што е културно и литературно творештво во Република Македонија? Ќе нудевте размена на територии за поделби и така натака? Сега удирате по Славко Јаневски. Имаме ли ние право да прашаме кој е утре на ред? Томе Аџиев сигурно не читал ништо ни од Славко, ни од Блаже Коневски. Нити поставил прашање имаат ли тие во темелот на тој македонски идентитетски код кој се уште го создаваме. Не сме ние германска нација. Ние сме нација која е оспорувана и од исток, и од југ, и од север. И вие удирате на темелите, што научно се потврдија. Научно тврдеа дека македонскиот јазик нема капацитет
на него да се создава литературно творештво. Еден кој ги демантира сите тие беше точно Славко Јаневски. И вие удирате на Славко Јаневски. Удирате на човекот кој е признат и застапен во сите светски антологии. Удирате на човекот кој првиот или основниот лајт мотив во неговото творештво е македонската трагедија, македонската национална судбина. Славко Јаневски визионерски за таа што беше, но за жал и таа што ќе следи македонска каинавелија пишуваш. Целиот себе си точно на тоа разнебитување на македонската нација го посвети за да дојдат неговите патриоти. Оние што се колнат во патриотизмот и во македонштината да удрат врз Славко Јаневски. Кому ќе му наштетеше Славко Јаневски? Имам ли ја право да се сомневам во вашите искрени намери дека лустрацијата ќе биде само прочистување на македонското општество во името на идното македонско посилно единство? Не, напротив, јас се плашам дека некој, не вие, некој од некаде од некој центар си го продолжува вековниот заговор за разнебитување на македонското. Македонските темели не беа поставени до 1944 година. Во периодот на преродбата не имавме лутање од едни погрчени, други кон се словенско заедништво и така натака и така натака. Ние почнавме од 1944-та, почнавме малку пред тоа, од Рацин, да ги поставуваме тие темели. Културниот наш постамент го прави нашиот национален идентитет. Има ли некој во оваа ваша партија што ја води државата да каже оставете бе луѓе, оставете едно име помалку во таа лустрација, не чепкајте го Славко Јаневски. Неговиот опус е импозантен. Оноре де Балзак на македонската литература го викаат. И вие удирате на него. И ние немаме право од оваа говорница да се посомневаме во вашите искрени намери со законот за лустрација. Не, ние имаме аргументи дека вие немате намери да се прочи, да се каже вистината. Ако имавте намери, прво што требаше да направите, да донесите закон да се обештетат 1000 луѓе македонци кои страдаа невино на Голи оток. А другото е лицемерие, другото е она од Прличев. Лицем светци, срцем волци. За да ви поверувам, за тоа требаше да дебатираме. Треба ли да донесиме закон? Да, треба. Треба ли да се лустрира Македонија? Да, треба, но со честни намери. А не законот да ви биде орудие политичко, за неистомеслениците да им мафтате. Мислите дека не знаеме на колку во ману им мафтате? Чутете ли вие сте следните на ред? Тоа не го знаеме. Не знаеме во Белград за кои и како функционери сојузни вакви и такви има досиеа. Тоа не знаеме. Од албанскиот блок не знаеме за која. Наивни сме. Паднати сме од туша и ништо ние не знаеме. Се тоа селективно, се во насока на борба со политичките противници и чепкање во најсветото. Во она што сметате дека за вас е многу мало. Нов идентитет треба да направите, антички идентитет. Немојте затоа што тие се корените, ноп е најцврстиот корен за кој треба да се држиме. Ако он не го се пуштиме, како што се пуштате, гледам, ќе не оддуваат ветриштата. И се поставува прашање, дали некој посакува да не оддуваат тие ветришта. Тоа е прашањето. И затоа, а немојте да го вулгаризирате, СДСМ е против лустрација. Не, тогаш кога веруваше во искрената намера, СДСМ беше за лустрација. Прочистување мора да има. Обештетување на жртвите мора да има. Јас и во претходната реплика кажав, Голи оток е црна дамка во претходниот. Страдаа невини луѓе само заради тоа што слушаа радио Москва. 1000 македонци се на списоците кои излегоа во Хрватска. За нив, за нивните семејства, ако сакаме да бидеме доблесни, честни, треба да донесиме закон да ги обештетиме барем малку сатисфакција да видат тие луѓе. А не параноја да создаваме. Чинго, Шишков,
А каде се нивните кодоши? Ги нема. Благодарам. Затоа апелирам на разум и да не го рушиме темелот. Во темелот на Македонија е Славко Јаневски. Господин Милошевски Антонио има реплика. Повелете. Благодарам, председателя. Кратка една реплика до колегата Велјановски. Прво, овој закон и комисијата воопшто за лустрација не се ниту комисија за писателство, ниту комисија за поезија, ниту комисија за култура, ниту комисија за антика, ниту за историја, ниту за семантика, што и да е. Има јасна цел. Има жртви и сторители. И сторителите треба да бидат обелоденети пред лицето на јавноста, без да имаат било каква друга санкција, освен таа, и оние кои што сакаат или моментално се занимаваат со јавни функции, тоа да им биде оневозможено во одреден период. Тоа е се што го прави законот. И она што го спомнавте за народно-ослободителната војна. Јас ќе ви кажам дека според она што можеме да го слушнеме и да го видиме, најголемите жртви на соработниците на тајните служби се токму луѓето од народно-ослободителната војна. Токму учесниците, оние пионерите или можеби најистакнатите кои што го дале својот придонес и во антифашистичката борба и во создавањето на Република Македонија, на почетокот Народна Република Македонија. Како пример ќе ви го посочам доктор Владимир Полежина од Кичево. Значи, човекот бил еден од најактивните учесници, заедно со Кузман Јосифовски Скипиту, еден од учесниците и секретар на собранието на АСНОМ, еден од пишувачите на декларациите за самостојност и за државност на Македонија и статут и устав и се, и потоа е жртва на собствената револуција. Потоа е жртва токму на тие поделби, превирања, соработници, тајни служби, и човекот ниту крив, ниту должен, наместо Македонија да му се одолжи нему и наместо тогашната социјалистичка Република Македонија или Комунистичка партија во Македонија да му се одолжи нему, тој е жртва, плаќа со својата младост, плаќа со своето здравје, одлежува неколку години на Голи оток, сопругата го посетува, му ја силуваат сопругата на Голи оток, токму тие соработници, и сега ние тука разговараме наместо да имаме сочувство кон жртвите, нивните семејства, нивните кариери, нивната пропадната младост, нивните изгубени шанси и можности, ние сега тука цело време се обидуваме сторителите на тие недела да ги представиме како жртви. И тоа се почна кога се слушна имињата на господинот Милчин и на господинот Фрчковски. Сите други имиња кои што се спомнуваат се помалку или повеќе покритие или некаков изговор за да се девалвира работата на комисијата, и јас повторно не викам дека законот е совршен или процесот е совршен, но кој сака да го подобри, треба да учествува. Затоа СДСМ е најдобро да учествува во таа комисија и со свој придонес да видиме СДСМ кого ќе извади за лустрирање, ако веќе таму се прави некаква селекција. Учеството на СДСМ ќе биде демократско легитимирање на процесот за лустрација.